Почитувани граѓани, економијата и бизнисот се честна работа. Предприемаштвото е занает за еснафи, за луѓе со идеи и иницијативи. Зоран Заев, кој е носител на листата на изборна единица број 4, кажува дека врз основа на личниот пример во Струмица истото ќе го направил и во Македонија. Но еве ги фактите. Зоран Заев и неговата фамилија не започнале свој бизнис од идеја, туку купуваат туги, главно поранешни државни фирми и со нив стопанисуваат. Трговскиот центар Глобал е идеја и иницијатива на архитектот Методија Калкашлиев, струмиченец, прогонет во Бразил заради идеите на ВМРО и Македонија. Тој во далечната 1992 година предложи на местото на поранешниот градски пазар да се изгради катна гража со трговски центар, но на еден спрат. За жал, господинот Зоран Заев изгради дивоградба на 3 спрата, деновине потврдена од Врховниот суд на Македонија. Градски плоштад со подземно решение на сообраќајот и овозможување на природен тек на градското корзо е идеја стара повеќе од 30 години, во сегменти развивана и во мандатите на градоначалниците господинот Васил Грчев и господинот Кирил Јанев. За жал, овој за Струмица несумено важен проект е реализиран во мандатот на господинот Заев, по сумнителна цена и квалитет за која најдобра оценка даваат граѓаните на Струмица. И на крајот, носителот на листата на изборната единица број 4 зборува дека бил против изградбата на плоштади и споменици во Скопје. Да не бевме од Струмица, немаше да веруваме. Па единствена работа со која се фалат струмичките социјалдемократи е токму плоштадот и спомениците во Струмица. Тој зборува дека е против изградба на плоштади и споменици, а се залагал за нови вработувања. Ако е така, зошто наместо да потроши 4,5 милиони евра за изградба на плоштад, зошто не купи 4.500 шивачки машини од по 1000 евра, супермодерни, па во 3 смени да вработи 13.500 работници и да го реши проблемот со невработеноста во Струмица и Струмичко. Се разбира дека ова не може да се направи затоа што во надлежност на градоначалникот не е да гради фабрики и да вработува, туку да решава прашања од административен, комунален, инфраструктурен и друг јавен интерес на граѓаните. Затоа го повикувам да престане и да ги замајува граѓаните со лаги и невистини за него и неговите ингеренции, туку до крајот на мандатот да го работи она што е избран, вклучително и извршувањето на судскиот налог, со кој ќе се реши еден од проблемите во неговата надлежност. Господине Заев, утре лично ве повикувам на лице место да дојдете и да го исполните договорот за комунално уредување на градежно земјиште, што навистина ќе помогне во развојот на бизнисот во Струмица.